Јавното обвинителство ја чека кривичната пријава против екс-министерот за економија Крешник Бектеши, откако МВР најави дека кривично ќе го гони поранешниот висок функционер близок на Али Ахмети за вршење притисок врз полицијата за време на изборите. Јавното обвинителство е должно да постапува по сите добиени пријави. Така ќе биде и во овој случај. По добивањето на пријавата ќе се изврши проверка на наводите. Бектеши заработи кривична пријава затоа што на денот на изборите преку мобилната апликација WhatsApp му пратил порака на началникот на Охридската полиција, реагирајќи за одредени активности на полицијата која ги испитувала пријавените сомнежи за изборни нерегуларности. Полицискиот началник добил порака од Бектеши во момент кога се проверувале наводи за злоупотреба на лични податоци, односно за прибирање податоци од избирачи. МВР го терети за кривично дело попречување на правдата. За ова тешко дело, кое според полицијата Бектеши го сторил ден пред изборите, кривичниот законник предвидува и затворска казна од минимум 1 година. И додека интегративецот Бектеши подесувањето на кривичната пријава го толкува како политички прогон, според коалицијата Влен, пријавата против него е потврда за корумпираното минато на ДУИ и невиден притисок врз албанците за да ја изразат својата слободна волја преку гласање. Коалицијата Влен ја поздравува и поддржува секоја активност која има за цел зајакнување на правото и редот во Македонија. Веруваме дека гонењето на незаконските дејства и корупцијата е клучно за обезбедување на правичен и равноправен систем за сите граѓани. Последната кривична пријава против поранешниот министер за економија Крешник Бектеши за обструкција на правдата, која се сомнева дека е извршена еден ден пред парламентарните избори, јасно и недвосмислено покажува дека партијата од која потекнува Бектеши била дел од октопот на криминал, корупција и крадење на гласовите. Инаку, како што напиша на својот Facebook профил, Бектеши ценил дека полицијата треба да обезбеди фери демократски избори, затоа му испратил порака на началникот на Охридската полиција.